Потребно е да се симна табуата и мажите многу почесто да прават лекарски прегледи. Прашањето за машкото здравје се уште се гледа низ призмата на стереотипите и мажите многу ретко зборуваат за своите здравствени проблеми, а уште поретко сакаат истите да им ги решат лекарите. Ова беше потенцирано денеска во прилеп на неделата посветена на машкото здравје, која што се одбележува од 11 до 16 јуни. Беше упатен повик до мажите, почесто да ги посетуваат лекарите и да прават редовни прегледи. До сега искуството кажува дека многу повеќе иницијативи за зачувување на здравјето се спроведуваат на женската популација. Мажите некако како да ги заборавивме. Во оваа стереотипна машкост во која што се живее денес, мажите ние ги воспитуваме погрешно, да ги кријат своите емоции, да не кажуваат многу за своите емоции, за она што го чувствуваат, но не можеме да говориме за физичко здравје доколку немаме здрава психа. Затоа, тука мажите да ги адаптираме, повеќе да разговарат и со своите пријатели, со своите партнерки, со своето семејство, се она што ги тишти, доколку има потреба да се обратат и на психолог, затоа што она што ги тишти може да се одрази негативно врз нивното физичко здравје. Единствен месец кој засега се посветува на машкото здравје е месец ноември или познатиот Мовембар, но упателите во овие ситуации велат дека ваквите едукативни настани треба да ги има многу почесто, затоа што според сите статистики, рапидно се зголемувал бројот на мажи заболени од карцином. Да бидат свесни за некоја промена доколку настани, веднаш да се обратат, да побараат помош, да го запознаат своето тело, само на тој начин ќе знаат да ги препознаат проблемите, да посетуваат редовно превентивни прегледи, да консумираат здрава храна, повеќе вода, повеќе пешачење, да прават само прегледи исто така на своето тело, само прегледи на тестиси, е многу битно доколку се воочи некоја промена, навреме да се реагира. Сдруженијето за унапредување на здравјето Филип Лукаровски од Прилеп пред неколку денови издаде и приречник посветен на заштита на машкото здравје.